Река, нафта и смет ги разбудија Штипјани во централното градско подрачје, истакнаа денеска на пресконференција од општинската организација на СДСМ Штип. Според нив ова е еколошка катастрофа, која е создадена од страна на локалната самоуправа. Во мрак, за никој да не ги види, во манири на најголеми криминалци. Синоќа, локалните власти извршиле дислокација на цистерната, без притоа да обзнанат каде ја однеле. На што се должи ова тајно дејствување не знаеме, но јавноста да служува одговори на прашањата кои што произлегуваат од оваа ситуација. Надежите се должни да одговарат. Каде е цистерната? Кој оператор ја дислоцираше цистерната? На која локација е дислоцирана цистерната и како ќе се постапува со истата понатаму? Ги повикуваме сите надлежни органи, Државниот инспекторат за животна средина, да излезат на терен и да установат до кој степен е направената штета од загадувањето на животната средина. Заради обструкции, кочење и поднесување кривични пријави, се кочеше изградбата на првата катна гаража. Сега СДСМ го прават истото и пред изградбата на втората катна гаража, врати градоначалникот Јорданов. Евидентно е дека на Социјалдемократскиот сојуз во Штип не ја одговора тоа што се работи на повеќе места. Јас сакам да и посочам дека вистинското лице, вистинското работење од моја страна ќе го видат после изборите. Вистинското работење со реализирани крупни проекти, со реализација на нови паркинзи, на булевар Партизанска, на шеталиштето на Ванчо Прке, на многу проекти кои што се предвидени за оваа година ќе го видат по завршувањето на изборите. Но тогаш ќе бидат партија во историја, ќе бидат заминати и од централна власт, а секако дека веќе се во длабока опозиција на локална власт. Ќе имаат можност да гледат како се работи, затоа што 7 години беа граѓаните на Штип во заложништво од само неколку луѓе кои што се раководство на СДС во Штип. Јорданов во оваа прилика истакна дека граѓаните ќе пресудат кој работи, а кој не.